Има зборови во Библијата кои, или фрази, или стихови кои кога ги читаме, многу убаво ни доаѓа. Кога ќе читаме за Божјата љубов, ни доаѓа убаво. Кога ќе читаме за радоста, кога ќе читаме за надежда, кога ќе читаме за Божјиот мир, има некој посебно чувство во нас. Бидејќи некој се некој, ако може да ги кажеме така, позитивни работи кои што ги читаме во Библијата. И што се однесува до нас, ако бидеме искрени, некој пат би признале дека повеќе би сакале, ако може дури и секоја недела, да се слушаме за тие работи. Како Бог не сака, како Бог има добри планови за нашите животи, како Бог ќе не избави од некоја ситуација, како Бог ќе не благослови, така натаму. Ама има и делови од Библијата, има и стихови, има и збори од Библијата кои што кога ги читаме, се надеваме колку што може поише да бидат тие искуства подалеку од нас. Ретко кој од нас ќе отвори Библијата и ќе прочита за болка и ќе рече: леле, колку ми освежи душата овој збор. Или зборот страдање, или зборот прогонство, или зборот обесхрабрување, зборот разочарување. А ги има во Библијата. Што се однесува до нас, ја лично би признал, повеќе сакам да слушам за благослов отколку за болка. Повеќе би сакал да слушам за сила отколку за страдање. Повеќе би сакал да слушам за надеж отколку за неволи. Повеќе би сакал да слушам за исцеление отколку за исповедање. Поблиски некои се тие теми, пошто сакаме се викаме како болка, страдање, такви работи, исповедање, разочарување, ако може што подалеку од мене да биде, толку подобро, толку ќе ми биде поубаво во христијанскиот живот. Ама реалноста е дека такво нешто не е возможно. Во Библијата овие зборови, тие ако може да речеме позитивни, негативни, иако не се позитивни, негативни, наставно се дел од човековото искуство. Тие кои што поише ни се допаѓаат и тие кои што не ни се допаѓаат толку многу се цело време испреплетени. И нема шанси да ги избегнеме. Ниту благословот, ниту болката. Дури до таа мера може да отидеме до таму кај што ќе речеме дека човек не може да искуси благослов ако не искуси болка во животот. И некои од вас ќе сведочат многу јасно за тоа. Дека тогаш кога била најголемата болка може и во вашиот живот, од духовна гледна точка сте го искусили најголемиот благослов може и во вашиот живот. Звучи малце парадоксално, ама реалноста е таква. Дека многу често, за жал така учиме ние во животот, болките се оние кои што ќе не поттикнат да размислуваме да се вратиме кон Бог. Да му се посветиме малку повеќе на Бог. И тоа многу добро го објаснува Петар во првото свое послание. Отворете прво Петрова, вашите Библии, пред вас имате Библија, може да ги отворите. И Петар многу добро објаснува каков е балансот помеѓу благословот и помеѓу болката, помеѓу растот духовниот и помеѓу ситуациите во кои што се соочуваме со некакви прогонства, со некакви искушенија и така натаму. И првото послание на како што го пише оваа Библија на светиот апостол Петар е послание кое што тој го пишува на христијани кои што минувале низ прогонства. Патем кажам од сите христијани во првиот век, првите неколку векови минувале низ прогонства. Арнава причината зошто он го пишува ова послание затоа што слуша дека некои христијани минуваат низ прогонства во одреден дел и вика: сакам на нив да им пишам од тогашниот свет, сакам на нив да им пишам и да ги охранам, да им кажам: еве ви една, ако може така да кажеме, поинаква перспектива на страдањата во животот. И тоа е она кое што треба да биде одлика на христијаните, дека христијаните не се христијани и сега, во смисло, затоа што се христијани, Бог ги поштедува од било какви страдања во животот. Она што треба да ги одвои христијаните од другите луѓе е што имаат поинаква перспектива на страдањата. Што знаат зошто се случуваат страдањата и што знаат дека тие страдања по автоматизам не неопходно се лоши, односно иако не ни се допаѓаат, ама може да произведат нешто добро во нашите животи. И Петар слушнал за група на луѓе кои што се прогонет и вика: дајте им пишам да им кажам како да постапат во оваа ситуација. Им дава поинаква перспектива, бидејќи да бидеме реални. Значи, кога минуваме низ било какво страдање, ние може да дојдеме во црква и да речеме: супер ми е, слава му на Господа, ама само ние многу добро знаеме како се чувствуваме во душата. Може би пред другите, пред христијаните викаме: слава на Господа, супер ми е, ама во себе се караме со Господ, се викаме: зошто ми го дозволуваш ова во животот? Како Јов. И нема ништо нехристијански во тоа да го прашаме Господ зошто. Некој пат треба да ги стигнеме маските во црквата, не мислам новите маски кои што ги носите сега моментално. Маските на алелуја, мене се ми е во ред во животот. Не ме не каже дека не ти се е во ред, шо?
Ќе се молиме, може некој ќе даде совет, може би некој ќе даде некакво охрабрување. И овие луѓе се чуваат со страдања, нивните страдања и нашите страдања денеска се малце поинаки. Во смисло кога нивните страдања биле покрај другото биле прогонства. Никој од нас денеска тука не е прогонет заради верата. Да, може би ни пререкуваат ти секташ, ти протестант и така натаму. Верувајте, тоа не е страдање за верата. Тоа е мачкина каштица во споредба со тоа што го искусиле овие луѓе во првиот век. Ама, како што Петар пишува за искушенијата, сакам секој еден од вас да си размисла за своето лично, за своето можеби семено искушение. А тука, токму за тоа се зборува за искушенијата. И во 1 Петрово, ај сега да земеме да читаме, во 1 Петрово, 1 глава од 3 до 7 стих, го пишува следново. Благословен е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не прероди преку воскресението на Исуса Христа од мртвите за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, чисто, кое не свенува запазено на небесата за вас, кој Божјата сила преку верата ве запазила за спасение, приготвено да се открие во последно време. Затоа радувајте се. Иако сега малку сте во тага, ќе бидете во тага ако е потребно, поради различни, односно разновидни искушенија. Та вашата вера, испитана, да излезе подрагоцена од нетрајното злато. Па било тоа да е испитано и преку оган, за пофалба и чест и слава кога ќе се појави Исус Христос. Како и во секој послание апостолот Петар првите 2 стихови не ги читавме, ама скоро сите посланија во Новиот Завет започнуваат со тоа што се представува тој што го пишува посланието и ги поздравува оние кои што го примаат посланието и вика благословен да е Бог и Отецот нашиот, го благословува Бог за тоа што Бог го има направено за нас. И она што тука го кажува вика е Бог поради неговата голема милост не прероди, ни даде на ново раѓање. И ова секој пат треба да биде основата за се што правиме, за се што зборуваме во црквата. Тоа што Бог го направи за нас. Некој пат може да бидеме толку многу насочени на службите, на работите кои што јас ќе го правам оваква служба, онаква служба, што повеќе ни се сведува основата на функционирањето не е Божјото дело за нас, туку нашите дела за Бог. И секој пат кога доаѓаме во таа ситуација да нашите дела за Бог бидат во центарот на христијанската вера, тогаш ќе се разочараме. Главното, основата, секој пат треба да биде тоа што Бог го направи за нас. И како резултат на тоа што Бог го направи за нас, ние потоа му служиме Него. И затоа вели, радувајте се, ги охрабрува луѓето пред се и над се поради тоа што Бог го има направено за нас. Преродување, Евангелието. Ако Евангелието не е основата, џабе ни е се што правиме. Џабе ни се песните кои што ги пееме, џабе ни се проповедите кои што ги имаме, џабе ни се младинските часови, што и да е кои што имаме во оваа црква. Евангелието дека Господ Исус Христос умре на крстот за нас. Некој пат ни е тешко се друго да практикуваме од христијанската вера, затоа што не се навраќаме на основата. Затоа што сме позаборавиле на основата. Затоа што веќе основата не ни е интересна. Кога ќе слушнеме некој да ни го објасни Евангелието, се вика, добро го знам сега тоа, што ќе ми кажуваш. Основата секој пат треба да не возбудува, ако можам така да кажам. Бидејќи ако не возбудува, ако не ни шетаат пеперутки во стомакот поради тоа што Бог го направи за нас на Голгота, ништо друго нема да не задоволи на овој свет. Може да копаме, може да бараме, може да трагаме колку сакаме, ама ако тоа не задоволи, ако тоа не радува, не после 5 месеци во верата, после 50 години што се вика во верата, ништо друго нема да ги задоволи нашите души. И затоа Петар започнува со основата, тоа што Бог го направи за нас. И потоа пишува дека Бог не прероди и пишува дека Бог не прероди, односно ни го даде тоа на ново раѓање поради смртта и воскресението на Господ Исус Христос за две работи, за жива надеж и за наследство што не пропаѓа. Ови се, мислам, може да се запомнат бејќи двете почнуваат на Н. Бог не препороди за надеж и за наследство. И не знам за вас, ама мене ми е многу потребно да слушам за надежта која што имаме во Бог, особено кога ќе видам на се што се случува во светот, во државата, па некој пат дури во црквата, некој пат, ако бидам искрен, ме фаќа некоја безнадежност. Се викам, кај одиме, кај тераме со целава ситуација. А Петар не потсетува, вика, имајте надеж. Ако дојдеме во момент кај што и црквата ќе изгуби надежта, тоа е многу критичен момент. Црквата треба да биде местото каде што луѓето ќе бидат полни со надеж.
Со жива надеж. Зошто? Бидејќи имаме жив Бог. Жива надеж затоа што Божиот збор е жив и делотворен и действува. И затоа Петар вика, не заборавајте на таа надеж која што имате во воскресението на Господ Исус Христос. Тешко е? Да, тешко е. И ќе биде тешко. Ама надевајте се, знаејќи дека колку и да е тешко, дека има некој што е над сето тоа, а тоа е Бог и потоа зборува и за наследство. И зборовите надеж и зборот наследство ни се убави да ги слушаме. Не збора тука за наследство тука на земјата, туку за небесно наследство кое што вика не пропаѓа, не свенува и вика запазено е на небесата за вас. Не дека има нешто лошо човек да си има наследство тука на земјата, ако си имате наследство на земјата од родители, од баби, дедовци, супер за вас. Ама фокусот тука кој што го става Петар е на наследството кој што допрва еден ден не чека нас. Многу е безумно човек да живее животот дека се да остави наследство само тука, а да не си трупа како што вика Христос богатство на небесата. И затоа вели Петар вели Бог не препороди, не прероди, не даде новораѓање, не даде спасение и тоа спасение ни дава надеж и ни дава наследство. И тоа е супер. Бог ни дал надеж, Бог ни дал наследство и тоа се супер вести, слава на Господа. И потоа вели во 6 стих вика: "Затоа радувајте се." Сетете се дека секој пат кога го читаме зборот затоа во Библијата мора да се потсетиме на тоа што било досега кажано. Причината зашто Петар им вика на христијаните да се радуваат не е заради било што, туку заради тоа што Бог го направил. За нас денеска е затоа радувајте се, не затоа што тој и тој политичар е на власт или тој и тој политичар ќе биде на власт. Радувајте се не затоа што имате повеќе пари во банкот колку што ви се потребни во моментот. Радувајте се не затоа што не знам бројките со корона се малце помале тоа што биле вчера. Се е тоа во ред, ама радоста во Бог. Во неговата љубов, во тоа што Бог го направи за нас, не во околностите. Бидејќи секој пат кога ставаме радоста во околност, во тоа што се случува околу нас, ние ставаме радоста во нешто кое што кога тогаш ќе се смени. И кога ќе се смени, од радост, тоа ќе премине во разочарување. Има и на работа што не се менува. Бог. Неговата љубов. Не дека Бог не ни дозволува да се радуваме во благословите кои што Тој ни ги дава. Бог ни вели да се радуваме за тоа што Тој ни го дава, за тоа што Тој не благословува. Ама моментот кога ќе нашата темелите на нашата радост ќе ги поставиме на тоа што е околу нас, а не на самиот Бог, е моментот кога ние сигурно се стремиме кога тогаш кон разочарување. Бидејќи кажете ми нешто што не се менува во овој свет. Се менува. Кога тогаш? Многу добро вика Исаја, вика дека и тревата се суши, и цветот вене, но Божиот збор останува вечен и ист довека. И кога радоста ни е таму, радоста е на нешто кое што е сигурно. Но, тука доаѓаме до еден друг момент. Вика, затоа радувајте се, иако сега малку треба да тагувате поради разновидни искушенија. Убаво беше до сега. Не знам што му требаше на Петар. Зборуваше за милост, пишува за милост, пишува за мир, за благодат, пишува за воскресение, за надеж, за наследство, за Божјата сила, за радост. Што му текна сега да зборува за проблеми? Убаво му тргна. Знаете, има некој пат кога гледаме филм и филмовите најчесто ги има тие сцени кај што се е во ред и одеднаш се појавува некој лик и одеднаш ја руши целата таа атмосфера која што сега била во ред. На некој начин го крши филмот, што се вика. И на некој начин тука Петар токму тоа го прави. Зборува за овој работи и одеднаш вика: "Ама тука се и маките." Дел од христијанското искуство не е само надежта и наследството. Не е само милоста и благодата и мирот. Дел од христијанското искуство се и искушенијата. И тоа што вика тука и тагата. И христијанството не ја негира тагата. И затоа ние во црквата не треба да негираме тагата. Не треба да очекуваме дека секој пат луѓето ќе бидат насмејани и секој им биде во ред. Не бе, земи, тажи. Ако сакаш да тагуваш, земи, тажи. Ама интересното е што тука Петар како да каже нешто контрадикторно, вика: "Затоа радувајте се, од една страна радувајте се, иако можеби треба да тагувате." И некој пат ќе биде така во животот. Се радуваш поради тоа што Бог го направил, тагуваш поради тоа што се случува во животот. И во ред е тоа.
Не е ништо како не духовно, не е ништо како леле, не христијанско. Јас се радувам заради Бог, ама и тажно ми е на душата заради тоа што ми се случува во животот. Океј, некој пат тие две ќе бидат дел од нашето животно искуство, заедно. И да не забораваме дека Петар, причината зашто Петар пишува за тага, пишува за искушение и така натаму, затоа што им пишува на христијани кои што биле прогонувани во првиот век. И затоа тој не пишува само за спасението, имате вие жива надеж, вие имате наследство и така натаму, туку пишува и за страдањето. И затоа во црквата не треба да се зборува само за спасението, треба и како да се зборува за спасението, не викам не. Ама треба да се зборува и за што сега. Спасението го имаме поради вера во Господ Исус Христос и еден ден ќе биде реализирано во полнота, ама до тој ден додека да дојде, имаме живот за живење овдека. И затоа во црквата треба да се зборува и за тоа што ќе биде еден ден тогаш и таму, но и како да живееме во контекст на тоа што еден ден тогаш и таму ќе се случи. Имаше една книга овдека, не знам дали се уште има, Џон Бивир, Воден од вечноста. И токму тоа е поентата, дека ние како христијани треба да го живееме животот водени од вечноста. Не водени од на вести прочита вака или едно клипче слушна вака ќе било економска криза или така натаму што и да. Читай си колку сакаш, биди воден од вечноста. Ова информира се добре, информира се ако сакаш, ама предизвикот е да бидеме водени од вечноста. Иако Петар им пишува за искушенија, за испитанија тука на овие христијани, најчесто тоа се во голема мера тоа се однесува на прогонството, ама исто така он вика ќе имате разни искушенија и испитанија. Нема да биде само еден вид на искушение, туку ќе бидат секакви. Во секакви бои, во секаква форма ќе се појавуваат и вика тоа е реалноста. Не можеме да избегнеме таа реалност. Искушение не е само прогонството. Искушение е хаосот со кој што некој од нас или некој од вас може се случува дома. Тоа е искушение. Искушение е вие кои што сте родители, кога ќе видите дека вашите деца трнале по некој пат кој што не е Божиот пат и си викате што да правиме во ситуацијава. Искушение се некој пат, не некој пат, туку се оние ситуации во кои што ние сами влегуваме. Искушенија се оние нешта кои што Бог 100 пати ни рекол немој да го правиш и ние сами влегуваме во тоа и после викаме ѓаволот ме искушува. Како да не? Ѓаволот те искушува. Сам си ја бараш бељата и ти искушува ѓаволот. Него му одговара така, ѓаволот му одговара така да живееме живот во кој што ние сами си влегуваме во некој работа и после викаме он ми е крив. Пошто наместо ние да преземеме одговорност со Божја сила да го смениме тоа во кое што влегуваме, баш тоа го правевме пред некој ден мовет на младински со младите додека дискутиравме дека да ние треба од Бог да бараме да не воведе во искушение, она молитва на избавниот лукавиот. Ама таа молитва има еден практичен аспект кој што не зависи од нас во смисло во наша сила да го правиме тоа, ама зависи од нас во стилот на дека Бог ни дал сила да бегаме од некои искушенија во животот. Некој пат искушенијата едноставно ќе ни се случат и не можеме да ги избегнеме. Ама оние искушенија кои што на некој начин зависат од нас, во кои што ние самите влегуваме, тие може да ги избегнеме. Петар им пишува на христијаните. Затоа иако можеби малку време ќе треба да минувате да тргувате поради искушенија. Ама тоа не мисли на искушенијата во кои што ние сами влегуваме. Тоа мисли на искушенијата кои што се од надворешни фактори. Има два вида искушенија. Тие кои што ни се случуваат и оние во кои што влегуваме. Кога Петар вика треба да минувате низ тага заради искушенија, мисли на оние што ни се случуваат. Со тие треба да се соочиме. Со овие кои што влегуваме не неопходно мора да се соочиме. Одучуваме се соочиме. И кога ќе знаеме да ги препознаеме, дали ово што ми се случува во моментот е нешто што е во моја контрола или е во моја контрола, пак ќе речем, над се ова е Бог, не дека ова себецентрично христијанство. Ама ќе знаеме како да реагираме. Ако нешто е вон моја контрола, тоа ќе речам окей, ќе најдам начин како да се справам со оваа ситуација. Ако нешто е во моја контрола, Бог ми дал сила да го избегнам тоа, тогаш следен пат ќе пазам да го избегнам тоа што моментално ми се случува. И кога Петар вика иако сега малку ќе треба да тагувате поради разновидни искушенија, тоа малку се однесува на цел живот. Ја некој пат кога ќе прочитаме малку во овој контекст мислиме, малку ќе биде искушението ден, 2, 3, недела, 2. И окей, некој искушение ќе биде ден, 2, 3, недела, 2. Ама цел живот ќе се случуваме со искушенија.
Малку е цел живот. Зошто бидејќи живееме во грешен свет? Не можеме да го избегнеме искушението. Искушенијата, не само едно искушение, пошто вика тука има разновидни искушенија, ама причината зашто Петар пишува малку ќе треба да тагувате поради разновидни искушенија, не е затоа што сака да биде саркастичен кон тие кои што страдаат, туку затоа што во споредба со вечноста, се што ни се случува тука е малку. Нас не изгледа како многу. И стварно некој пат, значи, тие искушенија со кои што се соочуваме, буквално не изгледаат неподносливи некој пат во животот. Сега Господи, не можам ја више ова да го трпам. Ми тежи на рамењата, го носам сиот овој товар, не можам веќе да го трпам. Ама Петар вика, во споредба со тоа што допрва не чека, во споредба со сето добро и со сиот благослов кој што не чека на небесата, ова што се случува тука е малку. И искушенијата се реален дел од животот, но не мора по автоматизам на нив да гледаме како на нешто негативно од кое што ништо добро не може да произлезе. Искушенијата, она што го вели апостолот Петар во ова послание е дека не дека сами по себе се добри, ама нешто добро може да излезе од нив. И тоа што може добро да излезе од нив е прочистувањето на верата. И знам дека секој еден од нас го сака, мислам секој од нас, повеќето од нас верувам дека го сакаме овој термин чиста вера. Верувам да секој би рекол, јас сакам да имам чиста вера. Не опоганета од гревови, од стравови, од грижи, од гордост, од што и да е. Ама Петар вели, да, ама чистата вера е резултат кој што мора да помине низ еден производ кој што мора да помине низ процес. И тој процес на чистење на верата не е секој пат убав процес за нас, не е безболен процес. И за да го објасни тоа, Петар дава користи еден момент од секој невието, од занаечиството. За тоа како искушенијата не сигурно, ама може да имаат добар ефект врз нас, врз нашата вера, врз нашиот карактер. Велам не сигурно затоа што искушенијата по автоматизам не прават чисти. Не ја прочистуваат верата. Ја прочистуваат верата само тогаш кога реагираме на нив на библиски начин. И тука Петар пишува за златото, кој што е едно од највредните материјали и во тоа време и денеска едно од највредните материјали. И не знам колку, мислам, повеќето од вас, барем во одреден дел од животот, сигурно сте поседувале нешто златно во животот. Ама не знам колку од вас имате допрено чисто злато. Јас немам. Само имам видено на интернет, ништо повеќе од тоа, да. Ама сиот накет кој што ние сме го имале низ животот, не бил чисто злато. Значи е злато кое што било измешано со метали. И затоа е толку цврсто колку што е. Чистото злато не е толку цврсто како што е накитот обетки или е ланче или е на раквица или што и да е. Чистото злато е многу меко. И за да се дојде до него, нешто го вика 24 карат на злато. За да се дојде до него, златото мора да помине низ процес на прочистување. И тој процес на прочистување вклучува оган. Многу високи температури. Многу високи температури и кога ќе се стави златото на многу висока температура, малку по малку златото се одвојува, од златото се одвојуваат оние метали кои што не се злато. И златото се очистува. И само се поминува одозгора од површината на златото и се тргаат тие вишок метали и златото останува чисто така како што е. Многу е скапо, многу е вредно, ама за да дојде до таа вредност, златото мора да помине низ многу јак оган. И тоа нешто Петар го вели во однос на верата. За верата да биде вредна, да вреди уште повеќе, за верата да биде чиста, за верата да биде неопоганета од сите гревови и од сите последици од гревот кои што се соочуваме, таа вера минува низ искушение. И нема друг начин. Нема друг начин да се добие чисто злато освен преку оган. До ден денешен процесот на обработка на златото е унапреден, ама секој пат вклучува до ден денешен вклучува некои хемикали, ама до ден денешен вклучува и оган. Без оган нема чисто злато. Без искушение нема прочистена вера. Таа е логиката. Мислам дека го имам кажано овој мовет, можеби сум го спомнал пред вас, можеби не, ама еден пастор од Австрија која прави мовет со него викаше дека ние христијаните, односно дека ние луѓето најмногу учиме кога се наоѓаме на погреб, а не кога се наоѓаме на плажа.
И стварно е така. И тоа за погревот и плажата се синоним на тешка и на лесна ситуација во животот, на лоши ситуации и на убави ситуации во животот. Оно што Петар го вели како што огнот го прочистува златото од се што е несвојствено за него. Така искушението ја прочистува верата од се што е несвојствено за христијанинот. И боли. Да може златото да прозвори, да има уста да збори, ќе каже дека не му е воопшто убаво во огнот. Не дека има чувство, да можеше да има чувство и да има уста, ќе каже жешко е. Жешко е, не се трпи овдека. И така некој пат е со нас. Ама Петар вели тоа е начинот на кој што се прочистува верата. Но, од друга страна, погрешна е она идеја дека секој пат кога минуваме низ искушенија, ние по автоматизам, кога ќе заврши тоа искушение, ќе бидеме по-христолики и позрели во верата. Не. Некој пат човек може да помине низ искушенија, не само што нема да биде позрел од другата страна, ќе биде по-огорчен од другата страна. И затоа е многу важно како реагираме на искушенијата во животот. Затоа што ако реагираме со лутење, со гневење, со сите ми се криви, ќе испаднеме бетер од тоа што сме биле претходно. Бетер не на англиски, бетер на турски. На турски збор е бетер, така? Кај што вика уште полоши од претходно ќе испадне. Ама ако пристапиме на искушенијата со понос, да речеме Господе, не знам зашто го дозволуваш ова. Боли, не ми е седно, ама ти научи ме во оваа ситуација, што сакаш да научам ја од оваа ситуација. Верувам дека кога ќе заврши тоа искушение, дека ќе може да речеме фала на Господ, научив некои лекции од тоа. Болеше, не ми беше седно, оган беше и тоа беше оган со доста висока температура, ама не сум тој што бев претходно. Не заради мене, бидејќи Бог действуваше во мене. И како што огнот го дели златото од другите метали, така и верата, така и искушенијата ги дели сите оние гребови, сета гордост, сета завист, сета љубомора од верата. Не значи дека кога ќе поминеме низ искушение, дека од денеш ние од другата страна ќе бидеме совршени и веќе нема да имаме гревови. Ама тоа е едно по едно. Малку по малку Бог дозволува, Бог не ги праќа искушенијата сега за ината, и сега ќе го видиме ој нека се мачи да видиме како ќе се снајде, туку ги дозволува тие нешта и вели Петар дека искушенијата имаат прочистувачки карактер. Не неопходно ќе се случи тоа во нашите животи, ама ако бидеме понизни, ако бидеме отворени за Божјото действување, да, искушенијата, колку и да се болни, колку и да се долги, ќе имаат прочистувачки карактер во нашиот живот. И помеѓу вас има луѓе кои што сте поминале низ премногу искушенија. Сте поминале низ многу огнови во животот. Знаете, мене ми е охрабрување кога ќе седнам да правам обед со некој од вас и кога ќе ми кажете што се ви се случува во животот и кога се уште се држите за Бог. Сум имал моменти кога мене ми било тешко некој пат во животот и кога ќе слушам што се вас ви се случува, кажам, ајде седи таму, ништо не е ово, тере напред. За мене охрабрување кога ќе слушам некој кој ќе каже низ волку високи температури помина во животот и еве до кај сум сега. Се уште по Божја милост сум тука. Се уште сведочам за Божјата добрина. Подобра проповед од таа здравје. Барем за мене, лично. Кај што човек минал низ многу огнови, ќе рече не беше лесно, ама Бог е добар. И тоа е она кој што верувам дека Петар ги предизвикува на некој начин христијаните од првиот век, и нас денес е да тешко е, ама Бог ќе ве помине низ сето тоа. Затоа вика значи иако сега тагувате, иако сега треба да тагувате поради различни искушенија. Значи тагуваме заради тие нешта кои што се случува. Не дека цело време имаме осмех на лицето. Ама ако треба да тагуваме, тогаш викаме, окей, нема ова тага да биде карактеристична за мене во животот што цел живот ќе носам. Сега ми е тешко, ама знам дека Бог ќе ме изведе низ ова. Дури некој преводи вика иако треба да минувате низ искушенијата. Тоа е многу често нешто што
Пастор Васе знаеше да каже дека минуваме низ искушенијата, не остануваме во нив, туку минуваме низ искушенијата. И тоа е она кое што треба да се стремиме, да. Пак има два вида искушенија, некои што ни се случуваат, некои во кои што влегуваме. Оние во кои што влегуваме можеме веќе воопшто да не бидат карактеристични за нас, да бидат во нашиот живот, ама оние кои што ни се случуваат, целта е да минуваме низ нив, да не останеме во нив. И ако издржиме, Петар вели, вика, та вашата вера е испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато. Патем кажувам тука Петар вика, на некој начин верата ваша е многу поважна од златото. Не дека златото е синоним за богатство и така натаму, за пари или што и да е. Да, не викам дека е непотребно златото, односно парите, ама Петар оно што вели е верата е многу поважна од тоа во животот. Бидејќи едното може да го изгубиш, другото може да го имаш цел живот и едното секој ќе го изгубиш. Златото ако го имаме злато, финанси или што и да е, кога тогаш ќе мора да се одвоиме од нив. Верата е многу подрагоценна, вели Петар. И вика, па било тоа да е испитано и прекуган, и поентата е за верата, вика, за пофалба и чест и слава која ќе се појави Исус Христос. Се ближи Божик, и сите зборуваат за Христос се роди и така натаму, и сите зборуваат за првото Христово доаѓање, и Петар тука ги подсетува неговите читатели во првиот век, ама и нас денеска, размислувајте за второто Христово доаѓање. И мене ми треба некој да ме подсетува дека да бе, Христос вети ќе се врати. Некој пат јас го гледам животот како еден ден јас ќе отидам кај него. Петар вика, можеби он ќе дојде пред да одиш ти кај него, он ќе дојде кај тебе да те собере. И добро е да живееме во контекст и да размислуваме, особено сега, нели? За Божик сите зборуваат за Христос се роди. Никој не вика Христос доаѓа. Ама треба да живееме во контекст на тој момент, дека да, Христос навистина доаѓа. Не знам кога. Ама поентата е вика тогаш ќе има чест и ќе има тука вика чест и пофалба и слава која ќе се појави Исус Христос за оние кои што останале во верата. И поентата со ова што го пишува Петар е, нели, го пишува за искушенија, за верата, за огнови, за злато и така натаму, целта на огнот во однос на златото не е огнот да го уништи златото, туку да го прочисти златото. Целта на искушението, кога ќе се соочиме со него, не е за искушението да не уништи, туку да не прочисти. И тоа треба да ја смени перспективата кога се соочуваме со некои искушенија во животот. Но тука вика Петар вика за вашата вера испитана, вика да биде за пофалба, чест и слава кога ќе се појави Исус Христос. И ние денеска живееме во свет кој што поради пандемијата, кој што е тоа што е, не ни се допаѓаме тоа што е. Луѓето многу често велат, светот вели, едвај чекаме да се врати светот во нормала. И во време во кое што светот вели, едвај чекаме да се вратиме во нормала, во контекст на овој стих, црквата треба да вели, едвај чекаме Христос да се врати. Некој пат го губиме фокусот. Не дека не сакаме да се врати светот во нормала, ја едвај чекаме да се врати во таа одредена смисла, нели која. Ама копнежот не ми е по тоа да нема пандемија во светот. Копнежот да ми биде кон Христос ќе се врати. Тој момент го чека. И во една од библиска гледна точка светот ќе се врати во нормала тогаш кога Христос ќе се врати. Знаете зошто? Затоа што тогаш ќе се врати во нормала од Божја перспектива. Тогаш ќе почне Бог да се справува со гревот и тогаш ќе почне Бог да го донесе својот суд и тогаш ќе биде прочистен светот не од вирус, од грев. И тука треба да биде нашиот фокус, дека нормалата не е нормала од перспектива на светот, нормалата е нормала од перспектива од Божја перспектива. А тоа ќе се случи тогаш кога Христос ќе се врати. И на некој начин вели Петров дека спасени сте, имате надеж, имате наследство, Христос ќе се врати, ама тоа е на некој начин како ветување кој што еден ден ќе се исполни. Повторно доаѓаме тоа, измеѓу ветувањето и исполнувањето на целосно исполнување на ветувањето, има нешто што се вика живот. И во тој живот има искушенија. Има многу благослови. Некој пат благословите произлегуваат од самите искушенија. И затоа тука Петар им вели, знам дека не ви е лесно, ама дај да ви дам поинака перспектива на тие искушенија. Тоа е дека искушенијата секој пат ќе ве натераат да погледнете во себе и да речете, Господе, што сакаш ти да научам од целава оваа ситуација. И огнот е реален дел од животот.
Кога велам огнот, мислам на искушението. Искушението е реален дел од животот. Знам дека не би сакале така, знам дека би сакале што помалку искушенија да имаме, ама тука се. И она што Библијата секој пат го обработува не е дали ќе имаме искушенија, туку ни кажува зошто ги имаме и како да се справиме додека се соочуваме со нив. И сакаме ние чиста вера, верувам дека сакаме чиста вера, ама таа чиста вера мора да помине низ процес на прочистување. Производот е чистата вера, ама процесот не ни се допаѓа чистата вера, ама не ни се допаѓа процесот додека да се дојде до таа чиста вера. Ама Петар им вели на христијаните во првиот век и нас денес во 21 век, тешко е. Не викам дека не е тешко. Кога ќе видиме како Петар го загубил својот живот, стварно било тешко и за него. И прогонуван и сето тоа. Ама јас верувам дека он го живеел тоа што им го порачал нови христијани, дека таквите ситуации може од нас да направат луѓе христијани кои што се повеќе и повеќе личат на Христос. И кога имаме таква перспектива на искушенијата, мислам дека на поинаков начин ќе минуваме низ нив. А искушенијата, болката, тагата, тука се. Ама болката што е процесирана во светло на сегашноста ќе води кон разочарување. Болката процесирана во светло на вечноста ќе води кон раст. Дали ќе биде разочарување, резултатот од искушението, или ќе биде раст, резултатот од искушението, во одредена смисла зависи од тоа како ние ќе реагираме на Божјото дејствување. Не е ова, пак ќе речем, христијанство во своја сила. Ама ова е христијанство кое што Бог дозволува нешто и го дозволува со одредена цел. Ако му дозволам на Бог да исполни таа цел во мојот живот, се повеќе и повеќе растот ќе биде дел од моето животно искуство, а се помалку и помалку разочарувањето ќе биде дел од моето животно искуство. Иако ќе го има разочарувањето. Луѓе сме. Кога Петар тука зборува за тоа дека минуваме низ искушенија и дека тоа што огнот е за златото, тоа се искушенијата за нас, не збориме за тоа дека ние секој пат кога минуваме низ искушенија ќе имаме совршен одговор на тие искушенија. Секој пат ќе реагираме правилно, секој пат ќе реагираме христијански, христолико и ние ќе бидеме совршени во насата. Не, луѓе сме, ќе паѓаме. Ќе се сомневаме, ќе се грижиме, ќе се стресираме некој пат, ама перспективата во главно треба да ни биде: Боже, знам дека ти не ме казнуваш прекува. И тоа е многу важно да го запамтиме. Искушението не е казна. Затоа што казната за христијаните е земена на крстот. Таму е казната. Има која зема казната за нас. Искушенијата се дел од сечи искуство. Биде христијанин, биде нехристијанин, биде која вера сакаш, секој ќе си има искушенија. Некој не ги гледа како искушенија, ама тие се карактеристични за сите нас. Ама кога ги процесираме во светло на вечноста, во светло на надежта, во светло на наследството, во светло на Христовото доаѓање, ќе минуваме низ нив на поинаков начин. И се почесто и почесто искушението ќе резултира со раст, а не со разочарување. И верувам дека тоа е она кое што е Божја волја за нас. Да го направиме. Повторно, не сами, не јас сега ќе минам низ овој оган сам. Ти така ќе почнеш, знаеме кај ќе завршиш. Туку со Божјата сила. Со Божјата благодат.